Отец Јовановски, денеска е Велики петок, најтажниот ден во христијанството. Кое е значењето, зашто е најтажен ден во христијанството? Точно така, Велики петок е најтажниот ден во христијанството, а значењето е бидејќи на овој ден се случуваат страдањата на Господ Исус Христос. Имено се започнува во тајната вечера, значи на тајната вечера која што се случила во Ерусалим. Христос таму ја востановува светата Евхаристија и ги дава последните полки на апостолите дека тој ќе пострада и дека тие понатаму ќе бидат прогонувани и воедно ги поучува како да постапуваат и како да го шират Евангелието. Кога велам страдањата Христови, мислам и на духовните страдања, кои што после тајната вечера Христос и апостолите одат во Гециманија. Тоа е близу до Ерусалим и таму Христос се моли и како Бог тој знае што следува, дека ќе се случат страдањата и таму се опишува неговата молитва како капки пот и крв кои што течеле од него. Имено тој како човек, бидејќи имал и човечката природа, ја доживува таа ситуација како Бог знае што ќе се случи, но како човек сепак страданијата ги прима целосно. Потоа се случува предавството од страна на Јуда и каде што Христос е предаден и е однесен во домот на првосвештеникот Ана. Таму Синедрионот му суди неправедно на Христа и тоа главното, значи обвинение што му го препишуваат на Христа е дека тој се нарекува Син Божи и Спасител. Синедрионот го осудува на смрт и таа одлука сакаат веднаш да ја спроведат уште во петокот, бидејќи според еврејските правила саботата е ден каде што не се работело. Тоа и се случува имено оттука почнуваат и евангелските настани, библиските настани околу страданијата на Христос за Велики петок. Тоа е многу подетално опишано во евангелистите, каде што судењето на Христа било безсмислено од страна на безумниците, бидејќи тој не направил никаков грев, туку само им помагал на луѓето, лекувал како Бог, но исто време и бил човек и бил помеѓу луѓето, за луѓето подобро да го примат и да го прифатат. Судењето било на Христа неправедно, но сето тоа било со дозвола на Бога. Значи Бог дозволил да му се суди и да биде раснат и да пострада поради гревовите на нас луѓето. Тоа и се случило откако го осудиле на смрт, тие го побарале дозвола од римските власти да биде распнат. И таа дозвола ја добиле и на Голгота, тоа е место близу до Ерусалим, таму бил распнат заедно со разбойници некои, бидејќи таков било обичајот, оние кои што биле осудувани, кои што биле за некои разни постапки, прекршоци биле распнувани на крст во тоа време. Тоа било некоја срамна смрт, каде што требало да се случи. Сето ова е предскажано во пророштвата, значи во Стариот Завет за Христовите страдања и сега само се исполнуваат пророштвата. Но Христос умрел како вистински човек, неговото тело е погребано во гробница на Јосиф од Ариматеја, според пророштвата исто така, но тој со душата слегол во адот. Значи, тоа е пеколот, што значи дека душите на сите луѓе се дотогаш биле во адот. А рајот бил забранет за човештвото откако биле истерани нашите прародители Адам и Ева.
Со слегувањето на Христа во адот, праведниците се израдувале. Тој како Бог ги отворил пеколните адските врати и сите праведници, како што се Мојсей, нели, Авраам, Исак и така натаму, тргнале по Христа, бидејќи тие и таму го очекувале ветениот Месија и Спасителот. Потоа ќе се случи, нели, на третиот ден според пророштвата и воскресението Христово како кулминација на исполнувањето на пророштвата во Стариот Завет, и тогаш апостолите кои што претходно се разбегале, бидејќи ја изгубиле верата, ќе им биде ветено дека ќе им даде Господ благодат. Тоа значи сила што ќе ги обдари со многу дарови, да зборуваат на многу јазици, да бидат достојни проповедници на Евангелието низ вековите понатаму.